Редовен дневник на К1 телевизија за актуелните случувања во регионот Македонија и светот веднаш по најавата за дневните настани. Останете со нас. Дудевски и Чадиев со став: потребни се локални и парламентарни избори. Потпишан договорот за изградба на новиот клинички центар во Скопје. Вредноста на истиот изнесува околу 72 милиони евра. Тактичко показна вежба за гаснење на пожар беше реализирана денеска во музичкото училиште Владимир Арсовски во Неготина. Со нови локални и парламентарни избори ќе имаме чиста ситуација на сите нивоа. Ова вчера во дебатна емисија на телевизија Нова го посочија Маријан Додевски и Славчо Чадиев. Колешката Дијана Иванова со деталите. Реалниот модел за излез од оваа политичка криза е одржување на предвремени парламентарни избори. Ова вчера во дебата на телевизија Нова го посочија Маријан Додевски и Славчо Чадиев. Според Додевски, предлог локалните избори да се одржат на 15 октомври е идеален период и можност за исполнување на барањата за нови парламентарни избори. Би можеле граѓаните на Република Македонија да имаат целосна подеднаква можност да го кажат своето мислење како за политиката на централно ниво, така и на локално ниво, и после тие заеднички избори да имаме еден период каде што Република Македонија ќе се движи во она насока, во таква како што ќе одлучат граѓаните на Република Македонија. Без заскриени документи, без заскриени идеи, без заскриени платформи или било какви задкулисни игри, едноставно граѓаните на Република Македонија да имаат можност да го дадат својот глас за оној политички субјект. Без скриени документи, без задкулисни игри, само така ќе може Македонија да оди напред. Чистата ситуација на локално и на централно ниво е она што е неопходно за стабилна држава, вели Чадиев. Тоа значи дека онаа партија што ќе добие апсолутно мнозинство, значи конкретно да се призна за граѓаните кој концепт го прдржуваат, тој да формира влада кој што треба, една стабилна влада ни треба која ќе не води во наредните 4 години веќе без потреси, со развој на економијата, со транспарентно работење, сите оние атрибути што се за една стабилност што ја имавме до пред 3 години во Република Македонија, истото треба да продолжи и понатаму. Едноставно, излез од целокупната оваа ситуација е заеднички избори, и парламентарни, и локални. Чадиев апелира и за брзо решавање на проблемот околу функционирањето на градоначалниците и на советите до изборите. Вели ваквата состојба може негативно да влие през локалната економија. Течат преговорите за составување на новата влада. Мандатарот Зоран Заев во партиското седиште денеска имаше и првата средба со лидерот на ДУИ Али Ахмети. Ова е втора средба со лидер на парламентарна партија која има Заев по добивањето на мандатот. Вчера се сретна со председателот на движењето БЕСА. За сега конкретни информации нема. Она што конкретно се знае дека на сметката на владата има 180 милиони евра. Лидерот на ВМРО ДПМН вели дека во 2006 година, кога тие дошле на власт, затекнале државна каса со само 3 милиони евра и доспеани тужби од други компании кои чекале да влезе новата влада за да ги активираат. Да, слушнав за тие обвинувања дека наводно ќе сме им оставиле празен буџет. Имено, вистината е сосема различна од тоа. На почетокот на оваа недела, како што чувме и во јавноста, во буџетот имаше средства во износ од 180 милиони евра. 180 милиони евра има на салдото на буџетот. Од нив сега, откако Уставниот суд донесе одлука, ќе одат дел за земјоделски субвенции, околу 50 на милиони евра. Така што оставаме огромни средства на новото мнозинство, кое што денови ја преговара владата, за разлика од 2006, кога влеговме во владата имаше само 3 милиони евра и десетици подготвени извршувања на добиени тужби од други компании, кои што со месеци чекале, кога ќе влезе новата влада, тогаш да ги активираат.
Тактичко показна вежба за гаснење на пожар беше реализирана денеска во Музичкото училиште Владимир Арсовски во Неготино. За неколку минути сите вработени ученици се евакуираа и излегоа надвор од училиштето, а пожарникарите успеа за кратко време да се справат со огнот и да го изгаснат пожарот. Денеска се случи пожар во Музичкото училиште Владимир Арсовски во Неготино. За неколку минути учениците и наставниците беа навреме евакуирани од страна на локалната противпожарна единица и брзата помош. За среќа немаше повредени. Пожарникарите успешно си ја завршија работата. Ова всушност беше показна вежба со која што се одбележа денот на пожарникарите 20 мај. Вежбата имаше за цел да ги научи присутните во случај на пожар како треба правилно да постапат, да се евакуираат и да се спречи пожарот да не се рашири. Вежбата се состоеше, односно излекување на повредени лица во случај на пожар. Како да се снајдат децата утре со наставниците, со учителите да побезбедно ги напуштат просторијата. Исто така видов се учествува со едно противпожарно возило и едно теренско возило во кое што пожарникарите успешно си ја завршија својата работа. Исто така денешниот ден исто во соработка и со Општинскиот противпожарен сојуз кој што заеднички го прославуваме овој ден, 20 мај, денот на пожарникарите. Оваа показна вежба беше дел од програмата за работа на Музичкото училиште, вели директорката Менка Богоевска, која што ја оцени вежбата за доста успешна. Вежбата мислам дека беше доста успешна, дечињата беа припремени, нели, и претходно им беа спремени како да постапат во случај на пожар и мислам дека се успешно заврши во случај на не дај Боже да се дојде до ваква ситуација. На самиот настан присуствуваше и градоначалникот Ванчо Апостолов, кој им го честиташе денот на сите пожарникари. Денес би сакал најнапред да им го честитам денот 20 мај на противпожарните служби во Република Македонија. Еве и нашето противпожарно одделение од Неготино, кое имаме континуирана и зачестена соработка, бидејќи ние учествуваме во логистиката кај противпожарните служби. Во еден период набавивме едно модерно противпожарно возило за денес да може успешно да се изведуваат овие акции, како, например, извлекување и гаснење на пожар во Музичкото училиште. Оваа активност имаше превентивно-едукативен карактер за заштита на граѓаните, на материјалните и другите добра од пожарникарите, со цел приближување на територијалната противпожарна заштита до училишната популација. Од Општинската организација на СДСМ Велес со порака до шумското стопанство Бабуна да почне да работи одговорно и веднаш да ги испорача дрвата кои се платени од страна на граѓаните и кои се уште ги нема добиено. Од шумското стопанство Бабуна во писмена реакција го демантираше тврдењето на СДСМ во која се вели сите граѓани кои имаат уплатено угревно дрво истото ќе им биде навремено испорачено. Од Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Велес со порака до шумското стопанство Бабуна да почне да работи одговорно и веднаш да ги испорача дрвата кои се платени од страна на граѓаните, а кои се уште ги немаат добиено. Велат дека огревните дрва се носат селективно. Голем е бројот на граѓани на Велес кои што имаат извршено уплата уште во јануари, февруари и март месец. Пари уплатиле за огревни дрва, а се уште не можат да ги добијат. И покрај ова, стопанството Бабуна продолжува да прима нови уплати за огревни дрва. Стојанова Богоевска тврди дека според нивните сознанија се прави селекција на кого не му се носат дрва, а на кого веднаш по уплатата му се доставуваат до саканата цел. Од шумското стопанство Бабуна во писмена реакција го демантира тврдењето на СДСМ во кое се вели: сите граѓани кои имаат уплатено огревно дрво, истото ќе им биде навремено испорачано. Тековно се врши испорака на огревно дрво. Место за паника нема, бидејќи е месец мај и до почетокот на грејната сезона, поточно 15 октомври 2017, ќе бидат испорачани сите уплатени дрва до сите граѓани. Нови уплати во моментов не вршиме, а уплаќаат граѓаните кои до 31 март 2017 имаат поднесено барање за набавка на огревно дрво, се вели во писмената реакција на шумското стопанство Бабуна.
Учениците од основното училиште Васил Главинов и гимназијата Кочо Рацин беа најдобри на 43-тиот општински надпревар по прва помош во организација на Велишкиот Црвен крст. Гимназија Кочо Рацин од средните училишта и Васил Главинов од основните се победниците на 43-тиот општински надпревар во прва помош. Реанимација, превенција при рани и мобилизација начинот на пристап до повредено лице се дел од активностите за кои учениците ги бодуваше стручна жири комисија составена од доктори специјалисти. Надпреварот е со цел што више да ги обучиме луѓето за пружење на прва помош, да се едуцираат и обучат. Надпреварот трае во зависност од колку екипи имаме. Има по 3 членови во комисијата кои ги гледаат сите надпреварури како да пружаат првата помош. Општинскиот надпревар во прва помош е дел од програмата на Црвениот крст на Република Македонија. Целта на ваквите надпревари е учениците да се стекнат со основни познавања за пружање прва помош, вели доктор Владо Хаджинаумов. Учениците се заинтересирани во интересна област, точно пружање на прва помош, дури некој одма ќе ти изјави желба дека ете сакам да одам на медицинска грана поради оваа. Инаку желбата е голема на луѓето, а изборот се прави во самото училиште, го прави наставникот по основниот предмет, он одредува која екипа ќе се надпреварува. Најдобриот тим од средношколците во септември ќе зеде учество на Републичкиот надпревар што ќе се одржи во Скопје, каде се надпреваруваат ученици од сите градови. Во Кавадарци овие 3 дена ќе се одржува манифестацијата на детски и младински хорови, оркестри и солисти. Во официјалниот дел учествуваат 15 хорови и 15 оркестри од основните училишта, 5 оркестри и бендови и 4 младински хорови од средните училишта. Овие надпревари ги организира Сдруженијето на музички педагози на Република Македонија. Продолжува да се негува традицијата на хорското пеење и оркестарското музицирање во Кавадарци. Од денеска па во наредните 3 дена во градот на виното и грозието ќе одзвонуваат хорското и солистичкото пеење и оркестарското музицирање. Победниците на регионалните надпревари настапуваат во 3 категории на државниот надпревар на детски и младински хорови и оркестри на ниво на Македонија. Станува збор за училишни хорови и оркестри во основното и средно образование, така да со ова може да, целта на овој надпревар е да се согледа работењето на колегите, на оние кои што имаат настава по хор и оркестар и сето тоа да го покажат на сцена, преку интерпретација на нивните ученици. На денешниот ден се надпреваруваа хоровите од основните училишта. Утре сабота ќе се надпреваруваат оркестрите од основните и од средните училишта, а во недела вокално-инструменталните солисти и талентираните ученици. Овие надпревари ги организира Сдруженијето на музички педагози на Република Македонија. Во официјалниот дел учествуваат 15 хорови и 15 оркестри од основните училишта, 5 оркестри и бендови и 4 младински хорови од средните училишта, изјави професорот Велковиќ. Овде, во Кавадарци, ново државно надпреварување, учество земаат сите хорови, оркестри и солисти кои што поминале селекција, а таа селекција е на општинско и регионално ниво. Со еден збор може да кажеме дека од Македонија овде се најдобрите. Така да се надеваме дека ќе имаме убава атмосфера, хорска, оркестарска, музичка атмосфера во градот и дека тоа ќе се осети низ улиците на град Кавадарци. Кавадарци на надпреварувањето ќе го представува хорот и оркестарот на гимназијата Добри Даскалов. Децата од детската градинка Димче Мирчев од Велес беа дел од проектот Запознај ги спортовите. Тие низ игра, забава, смеа и радост денеска со на различни спортски дисциплини ја докажаа својата жилба за физичката активност. Радост, игра, смеа, забава, шареноликост од деца. Ваква беше сликата на градскиот стадион во Велес. Проектот Запознај ги спортовите 5-та година поред се реализира во општина Велес. Годинава за прв пат дел од проектот се и децата од детската градинка Димче Мирчев. Како што истакна и директорката Јанушева, целта е да ги запознаат децата со сите спортови и да бидат физички што поактивни. Со овој вид на активности ние допринесуваме кон целокупниот раст и развој на децата. Сето тоа го правиме секојдневно во текот на целата воспитно-згрижувачка година. Исто така и преку факултативната програма што ја имаме во нашата установа, тоа е спорт.
со оваа програма допринесуваме дополнително кон развивање на физичката активност на децата, исто така и преку утринската гимнастика. Значи физичкото здравје ни е најважно, развивањето на нивната моторика ни е најважно. Нашата тенденција е овој настан да премине во традиција, вели Цено Александров. Децата да бидат што почесто на терените и преку спортските игри да се дружат и забавуваат, а на тој начин да ги оттргнеме од технологијата, потенцира Александров. За време на наставата што има во градинката, за време на слободното време, за време вака кога има натпревари, децата да бидат тука, да бидат присутни и заеднички да бидат активни и да бидат среќни. Значи ние овде денеска не ги мериме резултатите со медали, него овде ги мериме резултатите со насмевки. Значи сите овие деца да се вратат дома среќни и насмеани. Проектот Запознај ги спортовите е во организација на Федерација на училишни спортови, во соработка со средните и основните училишта и детската градинка, а со поддршка на општина Велес. Председателот Ѓорѓе Иванов присуствува на Светскиот економски форум за Блискиот Исток и Северна Африка, кој се одржува во Аман, Јордан. Вице-премиерот и министер за здравство Никола Тодоров и представници на компаниите Гранит, Бетон и италијанската Инсо Системи денеска го потпишаа договорот за изградба на нов клинички центар Мајка Тереза во Скопје. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов утре ќе престојува во работна посета на Јордан по повод учеството на Светскиот економски форум за Блискиот Исток и Северна Африка што се одржува во Аман. Тој ќе учествува на пленарната сесија на свеченото отворање на Светскиот економски форум за Блискиот Исток и Северна Африка и на сесијата на тема Заштита на бегалци, наша морална одговорност. Иванов ќе оствари билатерална средба со кралот на Јордан Абдула II, како и повеќе билатерални средби со учесниците на форумот. На Светскиот економски форум за Блискиот Исток и Северна Африка е најавено учество на над 1000 политички лидери, представници од бизнис секторот и цивилното општество од повеќе од 50 на држави. Темите на дискусија на форумот се однесуваат на улогата на кралството Јордан во регионот, економските перспективи на земјите од овој регион, промените на геополитиката и хуманитарните предизвици во однос на состојбите со Сирија, Ирак и Либија, како и актуелната мигрантска криза. Вице-премиерот и министер за здравство Никола Тодоров информира дека е потпишан договорот за изградба на нов клинички центар Мајка Тереза во Скопје. Вредноста на договорот изнесува 72 милиони евра, а предвидено е градежните работи да завршат за 45 месеци од почетокот на градбата. Постојниот клинички центар Мајка Тереза е најголем здравствен комплекс во Република Македонија, на површина од 17 хектари, кој се состои од 32 независни субјекти со вкупен персонал од 3400 лица. За значењето на овој комплекс говори и фактот дека низ овие клиники годишно минуваат повеќе од 800.000 пациенти и посетители. Клиничкиот центар е од стратешко значење за државата, потенцира Тодоров. Одлучивме да изградиме комплетно нова зграда со нето површина од 46.987 метри квадратни корисен простор и 6.416 метри квадратни проводни тераси и кровни градини и 531 метар квадратен хелиодром. Објектот ќе се состои од едно подземно ниво, приземје, 9 ката и современ хелиодром за транспорт на пациенти на 10-то ниво. Тодоров истакна дека со изградбата на новиот клинички центар се поставува нов стандард на здравствените услуги во земјава. Договорот денеска беше потпишан од страна на представници на компаниите Гранит, Бетон и италијанската Инсо. Пациентите од денеска кои ќе го посетат својот матичен лекар ќе пополнуваат прашалник за самопроценка на депресија. Одговорите на прашањата ќе покажат дали кај пациентите постои психичко, социјално или професионално нарушување во континуитет од 2 недели. Станува збор за активност која Сдруженијето на лекари по општа медицина, семејна медицина, ја спроведува во рамки на одбележувањето на 19 мај, Светски ден на семејните и општи лекари, кој годинава се одбележува под мотото «Депресија, ајде да зборуваме».
Целта е, посочуваат од Сдруженијето, да видиме дали ќе успееме да детектираме пациенти со знаци на депресија, а скорот кој ќе го добиеме ќе ни укаже дали се работи за лесна, тешка депресија или депресија која има во своето навестување и суициден карактер. Пациентите кои се сомневаат дека страдаат од депресијата треба да побараат помош кај својот матичен лекар и да почнат да разговараат за овој проблем, затоа што депресијата може да се лекува, велат од Сдруженијето. По неуспесите на председателските избори во Франција, лидерката на крајно десничарскиот национален фронт Марин Ле Пен синоќа ја објави нејзината кандидатура за парламентарните избори во јуни. Не можам да поднесам да не бидам на чело на моите војници во една битка, што ја сметам за главна, нагласи Ле Пен. Таа посочи дека ќе биде кандидат за пратеник од избирачкиот регион на градот Енен Бомон во северна Франција, каде управува нејзината партија. Марин Ле Пен нагласи дека планира преку парламентарните избори во Франција да ја направи Национален фронт главна политичка опозицијска сила во земјата. Останатите информации од светот во продолжение. Одлуката за именување на специјален советник кој ќе надгледува истрагата за руското влијание врз минатогодишните избори, според американскиот претседател Доналд Трамп, ќе нанесе голема штета на интересите на САД. Верувам дека покренатата истрага и наштетува на нашата земја затоа што ја прикажува поделена и измешана и разединета, изјави Трамп за CNN и за CNBC. Новата изјава е различна од претходно изнесените реакции. Реагирањето се измени кога Белата куќа разбра дека заменик државниот обвинител Род Розенстајн определи специјален советник за започнатите истраги на FBI. На Твитер Трамп тогаш напиша дека таквото решение го смета за најголемиот поединечен лов на вештарки врз еден политичар во американската историја. Покрај сите нелегитимности во кампањата на Хилари Клинтон и на администрацијата на Барак Обама не се определи специјален советник, но се прави сега, забележува претседателот на својата страница на Твитер. Во соопштението по повод неговото поставување, заменик државниот обвинител Розенстајн забележува дека јавниот интерес наложил целата истрага да се стави под надлежност на еден човек со независност кон нормалниот синџир на командување. Американските разузнавачки агенции веруваат дека Русија се обидувала да се вмеша во изборите во САД, типувајќи на Доналд Трамп. Осум членови на Врховниот суд на Венецуела ќе бидат санкционирани по налог на САД, вклучително и неговиот претседател. Членовите се обвинети за заострување на политичката криза во земјата преку ослабување на власта во парламентот. Санкциите вклучуваат и замрзнување на нивните средства во САД и забрана на бизнис контакти со американски држави. Новиот пакет санкции цели кон зајакнување на притисокот врз приврзаниците на венецуелскиот претседател Николас Мадуро во одглас на зголемената загриженост на Вашингтон од се побројните улични протести во земјата. Венецуелскиот народ страда од распадот на економијата како резултат на лошото управување на владата и корупцијата. Членовите на Врховниот суд на Венецуела влошуваат ситуацијата, бидејќи постојано се мешаат во работата на законодавната власт, што е контролирана од опозицијата, изјави американскиот министер за финансии Стивен Манучи. Околу 2300 мигранти синоќа се извлечени од дрвени гумени чамци во Средоземното море близу до брегот на Либија, соопшти италијанската крајбрежна стража. Бродовите на крајбрежната стража и војската се координирале со други бродови и чамци кои ги изнајмувале хуманитарните организации со цел да им помогнат на мигрантите кои биле распоредени во 10 дрвени и 12 гумени чамци. Бродот на Лекари без граници Пруденс извлекол 770 лица, од кои поголемиот број се деца, како и едно бебе од 6 недели, стои во соопштението. Другиот брод Аквариус, што го изнајмиле СОС Медитеран и Лекари без граници, спасиле 560 мигранти, додека Феникс, што го користела организацијата МОАС, од Малта извлекла уште 360 лица. Меѓу спасените се државјани на Нигерија, Судан, Мароко и Бангладеш.
Пред да го завршиме дневникот, следуваат и кратките метеоинформации. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност и со слаб до умерен североисточен ветер. Температурата се движеше од 16 до 26 степен. Утре кон крајот на денот ќе има услови за појава на нестабилност, а но влажен бран со врнежи од дожд и појава на грмежи се очекува во недела кога ќе дува повремено засилен северозападен ветер, што ќе услови повторно намалување на дневната температура. Тука го завршуваме ова информативно издание. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно!